што го гледаме над нас. Сигурно дечиња некогаш сте се запрашале што си има горе на небото. Кога ќе погледнеме нагоре, ако е дење, ќе ги забележиме облачењата, сонцето, ако е ноќе, ќе ги видиме ѕвездите и месечината. Но, што мислите? Дали има уште нешто друго таму далеку високо од нас? Да, дечиња. Таму горе има еден голем простор, наречен Вселена. Таму горе се ѕвездите, месечината, а меѓу нив и сонцето. И тоа, дечиња, е ѕвезда. Сонцето, еве го гледате на оваа фотографија од левата страна, како голема жолта топка. Околу неа, дечиња, гледате уште други топчиња. И тие топчиња, дечиња, се планети. Околу сонцето, дечиња, кружат 7 планети. Да, 7. И тоа: Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун. Тоа се 7 планети. И една малечка џуџеста планета што се нарекува Плутон. А сега да видиме каква е нашата планета. Еве, дечиња, ова овде е нашата планета. Каква форма има таа? Така, има форма на топка. А кои бои се наоѓаат на неа? Ова е кафена, така, ова е зелена и ова е сина боја. Со оваа кафена боја е представена земјата, односно опното, планините. Со зелената боја се оние рамни површини на земјата. А оваа сина боја, дечиња, се водите, односно океаните, морињата, реките и езерата. Тие се представени со сина боја. А кој живее, дечиња, на нашата планета Земја? Освен луѓето, живеат така животни, инсекти, птици, растенија, дрвја. А кој од нив е најголем, дечиња, непријател на земјата? Што мислите вие? Луѓето, дечиња. Луѓето се најголемите непријатели. Ајде да видиме зошто. Еве, дечиња. Ова е, нели, планетата Земја. На оваа фотографија гледаме како да кашла, како да се чувствува болно. А од што мислите, од што кашла? Еве, дечиња, да, токму така, од овие чадови овдека што се појавуваат. А тие чадови се, дечиња, од што? Да, погодувате, од фабриките. Еве ги гледате овие големи оджици како од нив излегува темен чад. Тој, дечиња, е отровен и го загадува воздухот. Освен чадот од фабриките, нашата земја се загадува и од отпадоците. Со тоа што се фрлаат насекаде. Различни кеси, хартии, стаклени шишиња и различен вид на отпад. Со тој отпад ја загадуваме земјата и водата, со чадовите се загадува воздухот. И кога воздухот е загаден, дечиња, тогаш планетата Земја се чувствува болно. И кој го прави сето тоа? Така, дечиња, луѓето. Луѓето го прават тоа. И што мислите?
Дали ние може да направиме нешто и да излекуваме нашата планета Земја? Рековме дека така, отпадоците треба да се фрлат на соодветно место, односно во корпата за отпадоци. И тоа, да земеме, да го селектираме ѓубрето. И во една корпа да фрламе хартија, како на оваа фотографија, во жолтата корпа се фрлаат хартиите, во сината се фрлаат стаклени чаши, шишиња и друг стаклен отпад, во зелената се фрлаат отпадоците, односно остатоците од храна, и во црвената корпа се фрлаат пластичните кеси, шишиња и друг пластичен отпад. Освен отпадот што ќе го фрламе и ќе го селектираме, а потоа од него ќе се прават исто така нова од старата хартија, од старите пластични шишиња, од искршените стаклени шишиња, ќе се направат нови шишиња, нови стаклени предмети, нови пластични предмети, нова хартија и картон. И сето тоа се вели дека се рециклира и ќе се користи повторно. Потоа треба да садиме дрва, да се грижиме за нив редовно, да ги полеваме, така нашата планета Земја ќе се чувствува убаво, а исто така ќе се чувствуваме и ние пријатно на неа. Бидејќи овие денови е роденденот на нашата планета Земја, ние, другарчиња, може да направиме еден роденденски подарок. И тоа каков роденденски подарок? Од отпадоци. Од еден стар картон, една ролна од брисачи за раце, едно пластично шише, може да направиме играчка, односно роденденски подарок. Еве како на оваа фотографија. На картонот, на подлогата, ќе нацртаме една крошна на дрво. На брисачот хартија ќе направиме разни шари како кората на дрвото, а пластичното шише ќе го исечеме и ќе го залепиме на картонот со тоа што претходно ќе му оставиме еден отвор каде што ќе ја сместиме ролната од брисачот за хартија. И каква е оваа наша играчка? Во неа ќе ставаме ситни предмети. Односно, може да направиме две вакви дрва и да направиме надпреварувачка игра. Да земеме 5 топчиња или 5 џамли и да се надпреваруваме со другарче, мама, тато, братчето или сестричето. Да видиме кој најмногу и за најбрзо време ќе стави најмногу предмети во дрвото. Освен тоа, ова е само една идеја. Вие може дома од било каков отпад што имате да си направите играчка по ваш избор, а тоа ќе биде роденденски подарок за планетата Земја. И да повториме за крај. Што беше важно? Така, отпадоците ги фрламе во корпата за отпадоци. Хартијата во една, стаклените предмети во друга корпа, остатоците од храна во трета корпа, кесите, пластичните шишиња, чашки и пластичен отпад во четврта корпа за отпадоци. Потоа ќе садиме дрвца, ќе се грижиме за нив и првата прилика, другарчиња, излегуваме во природа, да се дружиме и да играме, да уживаме во убавините на нашата планета Земја. А сега, збогу и до скоро видување!